сенс за проблематиката на детето, посебно жртва на сексуална злоупотреба и педофилија, со присуство на Центар за социјална работа, одговорно лице, психолог, педагог, таа изјава да биде веродостојна и никако да не дозволи во одбраната силувачот да биде соочен со детето жртва. Значи, дали тоа ќе го прави со видеокамера, дали тоа ќе го документира на било кој начин со кој ќе му послужи во докажување на вината, не смее да дозволи судија со висок интегритет морален детето да биде дополнително виктимизирано во процесот на докажување на вина. Доктор Левенски, може би ова добар момент медицински да објасниме терминот педофилија. Што вели медицината? Па добро, медицината е многу едноставна во реченицата, дека е тоа едноставно сексуална аберација ориентирана кон помалата возраст, да го речеме како што велим под 14 години, и претежно е од хомосексуален тип, а ја изведуваат во сите возрасти, од сите професии и така натаму. Меѓутоа, оно што треба пак да го знаеме во вид на превентивата, има ентитети кои можат да се посочат како можни извршители, меѓутоа, кај нив медицински третман и колку пак и притворот, односно осудувањето да трае, не може да ги коригира, а има и случаи кога имаме ревизибилност, враќање во конфузноста што во моментот довела до таквиот чин, се вели тој е свесен и он сака таа магла да ја оттргне од својата свест за утре да не биде и самиот сторител, на нив може да се помогне, а тоа би требало да влијае и во лекувањето и во судовите колкава ќе биде казната, меѓутоа пак треба да се рече зависностите кај што се ставаме ние во улога свесна дека можеме тој чин да го направиме, исто и на нив може да се делува со тоа што, да речеме, ако сме во помала средина, нема ги тие што не знаат, па и обичните луѓе да речат овој е во состојба да го направи тоа, бидејќи пак и структури си има, што се вели, кој не е очовечен ни капка вода некому да подаде, а веќе знае да лаже, краде, да силува, да прави насилства, па и да убива, така да и тие поедноставно се детектираат. Меѓутоа, не случајно и тука се наведени деструктивните психопати, оние со трауми многу големи од детството и така натаму, така да менталната хигиена и менталното здравје, оние кои ни е задача тоа, би можеле доста поуспешно да работиме од досега што сме учинили. Господине Ковчевска... Пардон, јас ќе се довоздам пред кога ме прашате за во Австрија, јас најдов во една литература дека она што се случило тамо, па и Чешка ли беше, дека помалку абсурдно звучи, меѓутоа тоа што се случувало е само да се одржи компактноста на семејството, со заплашување дека ние ќе дојде до разделување маж од жена, децата го тоа поднесуваат. Токму тоа сега се враќам на оној постулат што рековте, општеството. Што станува соседите, пријателите? Сваќате? Тие не гледаат, слепи се? Повелете. Тоа е видливо ако сакаме да го видиме. Видливо е? Да. Објаснете ми го вело. Сите едно... ги затвореме очите, не интересира што се случува надвор од нашиот домашен брак. Сега јас многу, кога сакам да го истолкувам, малку сум, да речам, незгоден. Ние ако имаме миленик во куќата, знаеме и колку пати јадело и колку пати воде пиело. Да, тоа мачето и куќата. И каде, да, и каде и што е. Меѓутоа, ако детето го снема 2-3 часа, нас не е добро, детето го нема, ние сме мирни, гледаме телевизија и така натаму, ни знаеме дали пиело, дали јадело, со кого се дружило, какви биле постапките околу него и така натаму. Што значи, вниманието, емотивната врска да не е далечна со семејството, може да ги насети тие нешта, па дури и склонноста на блиските. Ова. Морам да земам збор сега. Така, повелете. Повелете, ќе почекаме своја Ковчевска. Ние на цело време апелираме, значи родителите треба да знаат во секој време каде му е детето и со кого. Така е. Тоа е едно. Второ. Секој е одговорно семејство. Говориме дека многу малку посветуваме внимание на децата. Не случајно веќе 2 години одиме со едно општо јавно потсетување, нема да го наречам. Има еден статистички податок кој вели дека родителите со децата 2 часа се дневно. Ако идеме 8 часа спиење, градинка, училиште, 2 часа физичко присуство. Физичко присуство. Зборам за квалитетно присуство, може да бидеме ние постојано со децата, има денеска современи
можности преку месенџер, преку СМС порака, преку телефон. Значи ние ако сакаме можеме да му посветиме внимание на детето, но тоа зависи од нас колку ќе се фокусираме. А има и деца кои знаат да го фокусираат нашето внимание, иако ние сме се уште кога доаѓаме дома на работа, ама тоа се деца кои имаат такви вештини па го привлекуваат вниманието на децата. Но бидејќи родителите не секогаш се спремни да посветат внимание, ние се обидуваме, еве минатата година отидовме со една кампања дали денес го гушнавте вашето дете. Оваа година дали денес му кажавте колку го сакате. Тоа е многу едноставно. Тоа ги потсетуваме родителите дека имаат обврска, право да разговараат со детето. По едно гушкање и едно сакање почна комуникација. Без комуникација ние не можеме да дознаеме што му се случило на детето во училиште, како поминал со другарчињата, што му се случува на улица. Значи комуникација, жива комуникација, постојана, и во тој случај можеме и да откриеме што се случува со детето. Во спротивно можеме да бидеме недоволно заинтересирани, да мислиме дека се е во ред со детето, а всушност детето да таи, да молчи нешто што го засега лично, а ние не го забележуваме. Така. Господја Ковчевска, вие добивате соодветна пријава и постапувате онака како што налага законот. Го приведувате педофилот. Тој е така фин, воспитан тиво кој ќе го приведете, дозволете ми да кажам, за разлика од другите криминалци? Па, ќе кажам од моје лично искуство, кога сум работела на ваков вид на кривични дела, скоро секогаш они се многу пасивни, многу мирни. Имам еден случај од Струмица, сега ме подсетивте, го работевме 5 години, имавме отворено една обработка. Сите кривични дела се случува во Струмица и во поблиската околина. И најверојатно сторителот едва и чекаше да биде откриен и фатен и да биде разговарано со него. Тој во разговорот кажа едва и чекав да бидам откриен. Проработи неговата совест? Најверојатно и рече, јас имам 2 деца, живеам во пошироко семејство, во семејството и мојот брат со неговата фамилија и тој 2 деца, се плашев да не посегнам по нашите деца. Тој мислам дека доби казна од 15 години и уште е на издржување и се обиде 2 пати да се самоубие во затвор. Сакате да кажеме дека треба да имаме хуман аспект? Не сакам тоа да го кажам. Тоа е единствен случај во мојата долгогодишна пракса. Повеќето се тивки, мирни, на почеток го негираат делото, а после кога ние ќе собереме материјални докази и нема што да прават, ќе згрчат раменици и ќе го признаат. Дозволете ми една лична сугестија, тоа е моје лично мислење. Мислам дека од сите злоставства најтешко злоставство е злоставството против децата. Па јас се согласувам со тоа. Со најголеми травми. Се согласувам со тоа и да се надоврзам на претходните мои соговорници, ако семејството затаи или киксира, тогаш кај се институциите? Младата личност е како едно дрвце. Се раѓа, се развива и е подложно на многу ветрови кои дуваат од сите страни. Ако семејството не може правилно да го насочи, да оди по еден прав пат младата личност, мислам, бидејќи изложено на толку многу надворешни влијанија, тогаш институциите тука треба да помогнат, да го потпрат таа млада фиданка за да правилно се расте и развиве. Тука е Министерството за труд и социјала, Министерството за образование, Министерството за здравство, центрите, Министерството за труд и социјала, тоест центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда. И Министерството за правда треба да биде носител на сите овие активности сега околу измена и дополнување на законската регулатива. Тоа го прави Министерството за правда. Веќе го прави, бидејќи во месец октомври е изготвен предлог акционен план за превенција и справување со сексуална злоупотреба и педофилија во Република Македонија. Но тој материјал е изготвен од едно тело во Министерството за труд и социјала. Мене ми е жал што нема присутен представник од Министерството за труд и социјала и тоа лично што работела баш на изготвување на овој документ, јас го понесов бидејќи го добив минатата недела. Кажете ми го во 2 реда, молам, иницијативата. Првата точка од овој документ кажува дека потребни се правни реформи во Република Македонија, баш околу зголемување на казните за овој вид на кривични дела. Дали само казната, ако ја детектираме, е основното средство за да се намали условно бројот на Не, казната е прва и основна. После тоа би требало многу да се работи на превенција од злоупотреба на деца. Од сите видови злоупотреба, не само сексуална злоупотреба и педофилија. И физичка, и психичка, и некогаш семејствата вршат пасивна злоупотреба, со тоа што не му придава внимание на детето во семејството. Господјо Ралева, што се случува со детската душа
по таа преживеана травма? Тоа дете осакатено за цел живот? Децата имаат капацитети да ги надминуваат психолошките трауми. Сексуалната злоупотреба е една од мощне трауматските животни настани кои се случуваат во животот на децата и оставаат траги и непосредни, значи во вид на разни посттравматски реакции и нарушувања, а и далекусежни во однос на целокупниот развој. Така што сексуалната злоупотреба е една од најтешките травматски доживувања. Кога се работи за деца, кои се сексуално злоупотребени, тоа значи дека злоупотребени се од возрастни, во кои треба да имаат доверба и тие возрастни им го посредуваат понатаму светот воопшто. Знаете, ако од доверливи возрастни доживеете да бидете едно дете да биде злоупотребено, каква перспектива му останува понатаму во животот. Значи, кои се неговите светогледи во смисла на доверба, сигурност, безбедност во едно такво обкружување. Како ќе го доживее тоа дете подоцна во возрастните години своето прво сексуално искуство? Апропо оваа травма што има зад себе. Точно, во натамошниот развој сексуалната злоупотреба остава сериозни последици во смисла било на некакви облици на сексуална инхибиција, било пак во спротивната насока, значи сексуална пренадразливост, промискуитет и така натаму, нели, разни облици на однесување, на сексуално однесување кое е резултат на таа рана травма која силно влијае врз натамошниот развиток. Но јас би сакала уште нешто да се зачне прашањето практично како се станува педофил. Токму тоа сега сакам да го прашам, меѓутоа ќе го замолам Змејанац. Предпоставам дека имате интервјуа со децата кои биле жртви на педофилите. Што вели детската душа во тие интервју? Ја нема да кажам детската душа, што вели, само можам да кажам дека има од хаос поголем хаос. А поголемиот хаос е оној кој покрај детето кој е стекнало доверба од најблискиот го силувал, го злоупотребил, уште поголем хаос е кога станува збор за родоскринавање или инцест од страна на родител. Тоа е веќе тотален хаос. А исто така, многу малку говориме за подведување на децата за остварување на економска полза од страна на родители, како што беше случајот пролетоска со девојчето кое мајката го подведуваше за да ги задоволи потребите на таксистот и да не прокарваше девојчето, немаше да биде откриен случајот. Јас цело време потенцирам, ако сакате, покрај кривичната одговорност, родителите за неодговорно родителство треба да има механизам од земање на родителско право. Тоа што центрите за социјална работа, кои треба да имаат увид во дисфункционални семејства, во семејства во ризик, со економски слаб социјален, би рекол и безбедносен, порозивен момент, тоа е нешто на кое мора да се работи. Овој акционен план кој владата подитно го донесе, мислам дека центрите за социјална работа морат максимално да бидат вклучени во превенирање на ваков тип на злоупотреби на деца, посебно в деца во семејства кои живеат во економски обесправени и несоодветно, би рекол, едуцирани родители кои се спремни да ги подведуваат децата за минимална материјална добит. Повелете, доктор Елева, надобрзете се. Јас би сакала да го прокоментирам ова на кои се подрачја можеме превентивно да делуваме, нели? Во развојот, во воспитувањето на децата, во смисла на проведување време со нив, но и следење на и мониторирање некако на нивното слободно време, содржините што ги гледаат, содржините што ги усвојуваат, затоа што денес медиумите се исто така едно поле на можни многу полезни влијанија, меѓутоа од друга страна пак и многу штетни влијанија. Вие знаете на интернет, на телевизија дури што се случува интернет, и какви детската се порнографија која детската порнографија е секојдневие. Од друга страна гледање
по 4, 5, 6 часа на ден вакви содржини со агресија, секако дека влијаат на детската